Добро, може да почнеме? Може. Почитувани присутни, почитувани вработени во Општата болница Велес. Чест ми е што денес сум овде во Велес, во болницата во која што во изминатиот период покажа како треба да се работи една јавно здравствена установа. Велешката болница во изминатите 5 години инвестираше во нова опрема, во кадар, во подобрување на целокупната инфраструктура. За овие неколку години се набавија апарат за анестезија, рентген апарат, фиберендоскоп, видеоколоноскоп, ултразвучен колор доплер апарат за кардиолошки прегледи, како и ултразвучен ехоапарат, колор доплер апарат за гинекологија и обстетриција. Исто така установата се зајакна и со едно санитетско возило, кое што беше, чинам, набавено од страна на Министерството за здравство, респиратор, батериски бурер за одделот по ортопедија. Покрај обезбедувањето на нова опрема, основан е и кабинет за дојка, а кабинетот за компјутерска томографија започна со континуирана работа, каде што се пуштени максимален број на прегледи за 24 часовна покриеност преку доктори, специјалисти и радиолози од Скопје. Тука за прв пат се воведе нова методологија на одделот за ортопедија, каде што успешно се изведуваат процедури кои што досега не се изведувале, тоа се ендопротетски операции. Како што ме информираше и директорот, научното оделение во оваа болница во план е воведување на факометода за операција на катаракта, како и отварање на ургентна единица, каде што ќе се згрижуваат сите пациенти на едно место. Во постапка е и набавка на нов стерилизатор. Во Општата болница Велес реализирани се во изминативе 6 години вкупно 63 вработувања на неопределено време, со што секако се унапредија условите за третман на пациентите и давање на соодветни здравствени услуги. Верувам дека со истото темпо болницата, вработените и менеджментот ќе продолжат да работат и во наредниот период и секако со ваквата посветеност секогаш ќе имаат поддршката на Министерството за здравство. Ви благодарам. Може прашање, министр? За кое возило говорите кога кажувате дека го набавило Министерство? Тоа е болничко возило за транспорт на болни? Да, санитетско возило Volkswagen. Кога го набавивте? Нашите информации говорат дека за жал болницата, како што е Велешката болница, има едно само санитетско возило и дека често користи услуги и бара услуги на здравствениот дом во Велес. Тоа значи дека едно возило е недоволно за транспорт. Во процедура е набавка на други возила преку Министерството за здравство, така да се надеваме дека заради потребите кои што истакнувате дека се поголеми, како што кажува и директорот, ќе се реализира набавка за едно возило и за болницата во Велес. Јас верувам дека вие сте прв пат во Велешката болница, можете да ни го кажете впечатокот и имаме прашање дали мислите дека болницата може да функционира ваква каква што е, со десеткуван кадар. Значи нема доволен број на лекари, а нема доволен број па и на средностручен персонал. Наизразена состојбата според тоа што сме го пишувале е физикалното одделение каде што сестрите работат како болничарки. Исто така недостасува кадари на другите одделенија. И би сакале да ве прашаме и уште едно прашање. Не знам по кој ред, не знам кој број на министерство кој што доаѓате, но сите ветуваат дека инфективното одделение на Велешка болница ќе доживее реконструкција, до денес тоа не го видовме. Во однос на кадарот, би кажала дека во изминативе години
оваа влада навистина се залагаше колку што е можно повеќе да вложува во кадарот. Вложувањето во кадарот е не само вработување на кадар, туку и создавање на услови за работа на кадарот. Тоа е едната работа. Втората работа е вреднување соодветно на трудот на здравствените работници. Само во изминатата година имаше 2 пати покачување на платите на сите здравствени работници и соработници и сите вработени во здравствениот сектор. Со тој тренд ќе продолжиме и натаму, затоа што сметаме дека глобалниот недостиг на здравствен кадар секако ќе се одразува и врз нашата земја, но ние треба да се трудиме преку мотивирање на здравствените работници кои што треба да работат во достоинствени услови и за нив и за пациентите, треба да бидат соодветно вреднувани, да имаат соодветна опрема. Тие ќе бидат заложбите и на владата и во следниот период и секако ќе продолжиме со тоа. Тоа значи дека уште во оваа 2014 година можеме да заклучиме дека болницата ќе добие можност да вработи уролог, да вработи физијатри, да вработи во моментов сега да не ги редам поред нели сите профили од здравствените гранки, исто така ќе се зголеми и бројот на средностручниот персонал. Здравствениот кадар не се создава преку ноќ, посебно лекарите специјалисти. Знаеме сите дека специјализациите траат по 4, по 5, по 6 години и секако сето тоа треба да се планира соодветно и да се упатуваат нововработените лекари, младите лекари на специјализација. Како што истакнав, во изминатите неколку години има вработено 63 здравствени работници во оваа здравствена установа. Се надевам дека тој тренд на нови вработувања секако ќе продолжи во наредниот период. За да создадете лекар специјалист требаат најмалку 10 години. Имавме еден гап во периодот од 2006 до 2016, јас само еден податок ќе ви дадам, дека беа упатени на специјализација вкупно во државата само 700 лекари. Во периодот од 2017 до 2023 до лани беа упатени на специјализација вкупно 1300 лекари. Тоа е за речиси двојно помал период, двојно повеќе упатувања на лекари на специјализација. Дополнително на тоа, владата овозможи и плаќање на приватните специјализанти кои што работат, кои што специјализираат на нашите факултети, затоа што цениме дека секој еден труд, па и трудот на специјализантите треба да се вреднува. Дополнително плаќање на дежурствата на приватните специјализанти и така натаму, така да се тоа мерки со кои што се трудиме да ги зачуваме младите лекари тука и јас можам со сигурност да кажам дека навистина трендот на заминување на младите лекари во овој период е опаднат надвор од државата, сепак гледаат тука иднина, затоа што секој еден лекар, општ лекар, кога ќе заврши општа медицина и со положување на стручниот испит, веднаш може да почне да работи на 6-месечна платена пракса. Секој труд е вреднуван и така ќе продолжиме и понатаму и со тоа се надеваме дека со сите овие мерки ќе можеме да ги зачуваме нашите лекари, но и сите други здравствени работници во нашата држава. Имам само уште едно прашање, ве видов дека доле го разгледавте приземјето, овде постоеше една иницијатива многу одамна. Велешката болница да добие ургентна единица, ургентен центар, значи се што може да се прифаќа долу, во долниот дел, а потоа да се распоредуваат болните по катовите, нели, веќе диагностицирани, предпоставувам. Дали може би Министерството веќе размислува за реализација на таа идеја? Со внатрешна реорганизација за кратко време ќе го направиме и тоа. Колкав е тој директоре период? Најбрзо што може ќе биде успособен тој простор и кадровски и со апаратура и со се, не само за внатрешна реорганизација. Ќе успеете со волку малку број на медицински персонал да го направите тоа? Да? Ви благодарам.